Битола е град на првите сниматели на Балканот, на Хераклеја, на конзулите, но и многу повеќе од тоа. Битола е еден од најстарите градови на Балканот. Нејзиното име е старо 1000 години. Редок јубилеј, еден милениум од името Битола, навистина тоа е еден период огромен кој што ретко кој град во нашата држава во Македонија може да се пофали со таков јубилеј. Битола е навистина еден од најстарите градови не само во Македонија, туку во регионот и на Балканот. И не случајно еден од највредните и најстари артефакти според стручни лица од Европа и од Америка била дека европската цивилизација започнала токму од тука од Пелагониот Битола. Навистина тоа е податок што импонира и токму еден од тие артефакти за кои што зборуваат светските стручни лица, тој најстар артефакт, куќата од Породин, се наоѓа во нашиот музеј. И како архитектура, како символ, навистина ги има сите атрибути што денес ние ги користиме. Го има и сонцето како символ во тој објект, а да не зборувам за од архитектонски аспект дека навистина станува збор за една чудесна градба која што во тој период ретко која цивилизација во целиот свет можела да се пофали со такви конструктивни елементи кои што ги има куќата од Породин. Навистина фрапантно делува и како конструкција и како дизајн. Се издвојува Велушка тумба која ја активно ние истражуваме секоја година. Значи се работи за периодот од 6000 години пред нашата ера. Конкретно се работи за едни артефакти кои ги има на наша територија, меѓутоа според своите особености ги имат конкретно само во Пелагонија. Се работи за жртвеници, модели на куќи. Ние кога ги истражуваме на селбите, многу ретко имаме можност да најдеме целосни делови од самите куќи, така што најмногу информации добиваме за изгледот на живелиштата токму од овие жртвеници, така што самиот изглед на куќа со двосливен покрив, значи врв се наоѓа антропоморфен цилиндер кој представува мајката богинка, заштитничка на домот и на куќата. Најпознатиот споменик е Саат кулата. Легендата вели дека во низината изградба во малтерот биле ставени околу 60.000 јајца. Затоа градскиот часовник обстојува со векови, ја краси Битола и ги инспирира уметниците. Се сретнуваат култури, се сретнувале култури. Тоа е многу типично за Битола и е еден град исполнет со една бавина, тој часовник, таа е Саат кула. Ние некако сме навикнати да го гледаме и ние вообичаено. Меѓутоа, кога човек малку ќе се оддалечи, кога ќе се тргне со погледот и со мислите од Битола, која ќе пропатува по светот, која ќе се врати пак, станува јасно, вау, ова е многу интересно. Сите тоа знаат, сум израснат во Бајер мало, така што една мешавина од звуци, музики. И често пати Саат кулата се слушаше и се слуша. Сега не знам дали го одбројува времето со мелодии на 15 минути, на пола сат, па на секој сат имаше песни кои што се отвикуваат. Мене ми е толку тоа интересно, така да во CD-то што се вика, што е врзано за офицерскиот дом, полноќни приказни во офицерската палата, првата композиција е 60.000 јајца и потсеќа на мојата средина во која што сум, како што кажав, која што сум растел и музички и духовно и секако, со звуците од Саат кулата и со модерни, чалгаџиски, старовремски. Различни цивилизации ја граделе Битола и секој оставил свој белег во градот. Архитектурата е како приказ на војните, на создавање, уништување и повторно градење. Со доаѓањето на смолните, ја гледаме Битола во една ситуација и композиција
на град, какво што можеме да се затегне и како денес, со одблесоци од сето тоа, на тие ориентални градови. И како тоа го имаме сега градот, неговиот центар, каде се формираат тие првите мали, првата џамија. Подоцна имаме доселување на евреите во 15 век, па формирање на еврејски мала, формирање исто и нивните објекти, негови кои што до денес ништо нема останато од нив. 16-17 век, значи тоа е времето на Сулејман, величенствениот, и после него. Тоа се монументалните објекти, џамиите кои што ги имаме, и само тоа е сочувано. Од сакралните, од христијанската архитектура ги имаме црквите кои што се во 19 век. Битола беше современ град, нешто што е сосема интересно. Високата школа на убави уметности од Париз. Тоа што се пропагираше во светот како архитектурски стил, тоа се градеше во Битола. Најубавиот битолски бисер е офицерскиот дом. Оваа бела палата денес блеска дури повеќе од што во минатото. Офицерскиот дом е бисер на архитектурата, нели? Од почетокот на 20 век, кој представува една многу интересна не само архитектонска, но и цивилизацијска симбиоза, во која имаме влијание на така наречениот арапски маварски стил, меѓутоа и европскиот неокласицизам. Мешаниот тим на архитекти и градители кои беа ангажирани специјално за оваа прилика, нели, за офицерскиот дом, дале еден посебен дух на самиот објект кој го помина забор на времето, нели? И сега сјае можеби и зрачи со уште поголема енергија и убавина. Тука, покрај офицерскиот дом, по градското шеталиште се шетале дотерани битолските дами. Крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, и тоа е онај период можеби по кој Битола е најпрепознатлива. По тој период знаеме сите дека овде се формирале многу конзуларни представништва, трговски агенции, многу тргувале луѓето со западноевропските земји, и сето тоа допринело на еден многу побрз и подинамичен начин да се менува. И Битола, значи, како и сите други градови во Македонија, пошто биле под влијание на османлиите, биле во главном османлиски градови како репрезенти на таа култура, но полека со внесувањето на западните влијанија, Битола станува првиот град кој од ориентален прераснува во европски град. За сите овие градски облеки како луѓето се облекувале, многу ни е важен и фондот на Манаки во историскиот архив, кој што јас на многу наврати го истражувам, и можеби е една основна тема за оваа тема да се видат сите тие етности, бидејќи таму има и еврејски семејства, и влашки семејства, турски семејства, македонски семејства, истакнати трговци во тој период. И што е интересно, например, трговците и кога одиле во западноевропските земји, освен што носеле богати материјали и готови производи, тие, например, и за враќањето на своите кирки порачувале од таму, од Виена, например, да се донеси клавир за керката. На чекор до офицерскиот дом се наоѓа Битолскиот музеј. Многумина туристи го посетуваат секој ден, а турските туристи го посетуваат за да ја видат собата на Кемал Ататурк. Со самиот податок што Битола е навистина и била и ден денес се уште е мултиетнички град, место каде што се испрепетувале многу цивилизации, конечно и многу војски се испрепетувале овде во овој град. Секоја цивилизација на свој начин е посебна и затоа секоја цивилизација на свој начин посебен го обликувала овој простор, буквално го моделирала како некој севишен скулптор да дошол тока и да заплеткал прсти и да го направил тоа навистина во една совршена хармонија. Мустафа Кемал Ататурк, таткото на современа Турција, е една од иконите на градот Битола. Тој токму во оваа зграда, кога било воено училиште, средно воено училиште, како кадет престојал неколку години, тука го завршил тоа средно воено училиште и дадија, како тоа што по турски се нарекува. Со гордост ја одржуваме, ја чуваме и ја покажуваме на туристите како од целиот свет, особено од Турција, бидејќи навистина ним тоа многу им значи,
затоа што во еден разговор со турскиот амбасадор тој ми напомена дека кога ќе се спомне името на Ататурк во Турција, запираат реките. До тој степен тоа за нив е нешто свето навистина и ние токму на тој начин и со таков пиетет се однесуваме баш кон оваа реченица што турскиот амбасадор пред неколку години ми ја соопшти и навистина има голема посетеност и нам баш ни е драго да ги угостиме како домаќини гостите од Турција. Но тука, во Битола, турците не доаѓаат само како туристи, туку и како волонтери. Невладините организации ги запознаваат младите со различни култури. Многу интересно за нив е Хераклија дефинитивно како археолошки локалитет од времето на Римската империја, како еден од најважните, а секако и дека Мустафа Кемал Ататурк кој бил тука, живеел, студирал и така натаму, особено за турската популација. Значи имаме волонтери кои што доаѓаат и mladi од таа држава и се заинтересирани. Ali İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden geliyorum ama kendim Denizli'de yaşıyorum. Burası bana güven veren bir yer açıkçası ve doğasıyla da çok güzel, insanları da çok tatlı ve sıcak insanlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizde yeri çok farklıdır. Bizim için çok değerli bir lider. Kendisini ben de çok severim. O yüzden burası aynı zamanda benim için daha da farklı bir yer. Bu Atatürk'ten de kaynaklı. Тоа се волонтери од различни држави, Чешка, Германија, Турција, меѓутоа најчесто соработуваме во Турција. Тие моментално имаме исто така во моментот кои работат на одредени теми, особено на европските вредности. Зошто преку нив сметаме дека тие ќе оживеат, дека тие ќе ги преку нив ја славиме различноста на културите и ја живееме Европа, да речем, ја носиме Европа поблиску до нашата држава. Во Битола се наоѓа и музеот на албанската азбука. Во него се одржал Битолскиот конгрес на кој е унифицирана албанската азбука. Qyteti i manastirit që nga mbajtja e kongresit ka qenë një qendër ku janë mbledhur të shumë popull, me thënë ka qenë edhe vilajeti i manastirit, ku në këtë qendër kanë ardhur delegat të shumt nga të gjithë trojet e shqiptarisë për të njësuar gjuhën edhe alfabetin e gjuhës shqipe. Është me rëndësi të theksohet gjithashtu se para mbajtjes kongresit është shkruar shqip, mirë po me variante të ndryshme të alfabeteve. Diku rreth 124 variante të ndryshme të alfabeteve janë përdorur para mbajtjes kongresit. Edhe të gjithë delegatët, të gjithë shkrimtarët, publicistët edhe mendje ndriturit kanë shkruar shqip, mirë po me shkronja të ndryshme. Gjë që ka qenë e rëndësishme mbajtja e këtij kongresi këtu në manastir, që bëhet unifikimi dhe njësimi i alfabetit të gjuhës shqipe. Që do të thotë, mblidhen delegatët, 50, për të cilëve 32 kanë pasur drejt vote dhe 18 nuk kanë pasur drejt vote, mblidhen këtu në manastir dhe fillojnë të diskutojnë rreth njësimit të alfabetit të gjuhës shqipe. Pas disa ditëve diskutimi, delegatët nuk kanë mundur që të vinë në një gjuhë të përbashkët se cilën alfabet ta marrin si bazë, ka qenë domosdoshme të formohet një komision nga 11 antar i kryesuar nga Gjergj Fishta, dhe të gjithë delegatët kanë rënë dakord që vendimin të cilën do ta sjellë ky komision ta miratojnë dhe ta nënshkruajnë në fund kur të bëhet vendimi. Fillon me punë komisioni, edhe pas disa ditëve diskutimi, në shqyrtimi merr 3 alfabetet, i shoqërisë Bashkimi, shoqërisë Agimi edhe alfabeti me latin, edhe del me një vendim ku si bazë i marrin shkronjat latine, edhe prej atë ditë, do me thënë, 20 nëntor 1908, deri në ditën të sotme ne kemi një alfabet të njësuar, të cilën e përdorin të gjithë shqiptarët anë mban botës. А сега ве водиме во градската библиотека, која токму оваа година прослави 80 години постоење. На 25 март 1945 година е формирана Градската народна библиотека на Битола,
која што започнала со книжен фонд од само 300 книги, за денес да продолжи да работи со над 600.000 библиотечни записи. Библиотеката доживува неколку промени, од градска библиотека преку матична библиотека, матична и универзитетска библиотека со формирањето на Универзитетот Свети Климент Охридски, за до денешната национална установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Битола. Библиотеката е чувар на културниот и пишан збор, зашто сведочат и книгите кои што се постари и од 2 века во рамки на оваа библиотека. Богатство од публикации од периодот на конзулскиот град Битола, кои што се на француски, руски, српски и сите видови на светски јазици. Во рамки на музејската поставка најпрво ги имавме двете печатарски машини. Првата е од печатницата Гутенберг на браќата Владимир и Петар Димови, на кој што е испечатен прогласот за првото заседание на АСНОМ, и исто така другата печатарска машина од Берлин, на која што е испечатен вториот број од весникот Нова Македонија во 1944 година. Тука ги имаме и личните предмети и ракописи на Ванчо Николевски, Владимир Костов, Анте Поповски. Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Битола оваа година го прослави својот 80 годишен јубилеј, и таа докажува дека не е само традиционално место за чување на книгите, туку и центар на културата, на едукацијата, и понатаму ќе остане светилник на знаењето и место од каде што ќе се шири љубовта кон книгата воопшто. Различните јазици се вредно богатство. Низ уметност и култура се градат мостови за соработка меѓу народите. Битола, како град кој што поддржува мултикултурализам, сакам гледачите да го чујат и хрватскиот јазик, и затоа ќе продолжам на хрватски. Прije свега, овој град е град у коме се свако осjeća као свој на своме. Сви се подупираме измеѓу собом. Сад причам у име Хрвата кои живе у Битоли. Овде ќе напоменути постојање Хрватскog културnog центра, кој постои веќе 30 година у Битоли, и е еден мост сурадње измеѓу Хрватске и Македонија. Битоле. Мултикултурализам се овде може очитати и у бројним книжевним сусретима, као што сам веќе напоменула, казалишне представе. Имамо изврсну подпору од општине и видим да луѓе у Битоли воле тај хрватски језик, воле слушати, воле упознавати хрватску културу. Битола е посебна инспирација за оние кои сакаат да зачуваат во нејзините најубави моменти. Секогаш ме инспирира убавината од озгора, таа птичја перспектива што ни овозможува да го доживееме познатото на еден сосема нов поинаков начин. Местата што секојдневно ги гледаме од земја добиваат поинаква димензија кога ќе се погледнат од небо. Можам да кажам дека тоа ми дава инспирација да правам приказни од Битола. За мене тоа е инспиративен предизвик. Со секое летање учам нешто ново, нови движења, агли, перспективи. Секако уживам и во постпродукција, во комбинирање на кадри, бои, музика, така да често заборавам на времето поминато пред компјутер. Некогаш седам со сати, а мислам дека сум седела само 10 минути. И предизвик ми е секој ново видео да ми е подобро од претходното. Сакам да го снимам градот, природата, шеталиштето, офицерски, градскиот часовник, авионите. Пелистер исто така нуди неверојатни кадри, но понекогаш и некоја мала улица или ливада може да ми дадат инспирација да направам едно видео, како моето последно видео што е снимано во 3 сезони со транзиции од сезона во сезона. Битола е комбинација на култура, историја и душа. Посетителите секако дека треба да го посетат широк сокак, не само заради архитектурата, туку и заради животот што пулсира таму.
музеот, Хераклеја, театарот, сето тоа е сведоштво на богатата историја. Но не се секогаш вредностите во локациите, туку и во луѓето, во нивната топлина и гостопримливост. За Сара и Александар, Битола е филмска инспирација. Тие го снимија краткиот љубовен филм Гласот на љубовта. Битола е за мене љубов, за мене една светлина, една добрина. Ми буди некоја носталгија, не сум живеела во времето, јас сум 97 родена, но некако ми се чини како да живеев порано во Битола, дали од раскажувањата на луѓето на постарите, но вистина го чувствувам овој град длабоко во душата. Може и дека сум битолчанка, не велам не, ама многу сум горда на нашиот град. И си кажав, јас живеам во Битола, битолчанка сум и морам да снимам филм за љубовта во Битола и така и бидна и сум пресрекна за соработката. Гледајќи низ историјата на Битола и низ сите снимени филмови и раскажувања од нашите, да речам, постари, некако ми е во срцето така и ми беше идеја од порано да снимам некој филм така поврзано со љубов и Битола. Главната порака. Гласот на љубовта. Јас мислам дека секогаш музиката и оној дали внатрешен глас или некој надворешен глас што не движи во животот, тој треба да не биде една порака да не движи напред кон нашата цел, за да можеме да си ги исполниме нашите соништа. Така мене ме движеше овој глас некако и дури го снимавме филмот и откако го завршивме снимањето, мислам дека тој глас мене се уште ме води, за да можам да продолжам напред со светлина, со надеж, со позитивна енергија. И тоа го препорачувам на сите да си го следат својот сон и својот дали внатрешен или некој друг глас што ги води низ животот. Битола нуди многу филмски локации, но ние одбравме приказната да биде од железничката до хотел Треф. Значи да го опфатиме и Широксогак и офицерскиот. Тука од железничката до офицерскиот дом ја сместивме љубовната приказна меѓу девојката и уметникот. Верувам дека оваа приказна ќе ги привлече гледачите. Од она што го работам до сега, можам да кажам дека видеата зборуваат повеќе од зборовите. Ова беа фотографиите на Ивона Кочов. Секој на свој начин ја доживува Битола. Еве што вели младата фотографка Дамјана. Градот Битола има посебна енергија, тој е познат како градот на конзулите, градот на Манаки, градот на ракометот, градот под Пелистерот и градот близу Хераклеја. Битола има многу убавени, многу знаменитости, како што се саат кулата, старите градбини Широксокак, Хераклеја, сите тие даваат можности да се фотографира една уникатна фотографија и која е неповторлива. Јас како фотограф чувствувам посебна емоција кога ја фотографирам Битола и имам некое посебно чувство кое ме врзува за градот. Многу ме поврзува теминатото за градот, историјата и едноставно можам да кажам дека сум локал патриот кој што ја обожава и ужива во Битола. Битола има и чудесен музички свет. Многу ми е мило што денес се наоѓам тука, пред оваа прекрасна зграда на офицерскиот дом Битола, која што е надалеку позната по својата убавина и акустика. Ми буди многу спомени од кога јас бев малечок, како ученик во музичкото училиште во Битола. Своите први концерти ги имав токму во оваа сала.
едни од најдобрите имиња во Македонија во музичката култура, и класичната и популарната потекнуваат секако од Битола, и музичкото училиште од Битола и Битола воопшто е позната по квалитетни музичари и луѓе кои што оставаат трајни белези во македонската култура. Ние како Битола и целиот Балкан имаме огромно влијание од сефардската музика. Нели, сефардските евреи кои биле во Битола, нели, со Отоманската империја ги имале во поголемите центри, Солун, Јанина, Битола, Штип, Скопје. Посебно во Битола, нивната музика, како и на други места на Балканот, изврши огромно влијание културолошко врз нашите песни, нашата музика, лириката е наша, но многу ритмови, многу мелодии се и сефардски, и ги имаме нели византиски, и персиски, и така натаму, и така натаму. И тој амалгам на културни влијани и звуци не прави единствени. Меѓутоа, та мултикултурност кај нас е природна, се таложела, се мешала со векови и не е наметната. И затоа ќе обстои и ќе екзистира. И се радувам дека е тоа така, ни дава еден посебен идентитет. Минатата година, за прв пат во историјата на детската Евровизија, Битола имаше и своји представници. Да се представи Битола во нашата Македонија на една таква светска сцена беше навистина прекрасно. Тоа беше апсолутно остварување на нашите соништа. Беше многу убаво чувство, бидејќи сепак тоа е една светска сцена, една огромна манифестација, каде што треба да се представи својот роден град и својата држава на еден настан со сите држави од Европа. Предизвикот беше голем. Посткардот наш, кој секогаш се представен пред настапот на некоја држава, беше сниман токму во нашата Битола. Беше сниман во нашиот парк, тука пред кај офицерскиот дом. Исто така успеавме да го снимиме цел наш широк сокак и нашата сад кула. До ден денес, каде и да одиме со Ана, не препознаваат и не сакаат, и навистина сме многу благодарни. Секој кој доаѓа во Битола, од тука си заминува с убави спомени. Мислам дека прв пат дојдов негде 97 овде, кога се вратив од Америка. Свиревме во некој клуб. Секогаш е убаво да се биде овде. Посебно во стариот дел од градот, во Цршијата. И секогаш сум во Битола по работа. Че доаѓам да свирам. Секогаш се најважни луѓето. Значи, овде имам пријатели, добрината нивна, нивните насмевки и радоста која ќе се сретнеме. Тоа е нешто што не се купува со пари. Тоа е секој најдобриот дел. Знаете што? Најголемото богатство на Битола се луѓето. Па во право си. Луѓето ја прават толку убава и топла. Одиме на кафе? Одиме!